Почитувани, по правосилна одлука на судот, Белата палата, централното седиšte на ВМРО-ДПМНЕ, вреден неколку милиони евра, треба да се продаде и парите од продажбата да се вратат кај граѓаните. Пресудата за Талир 2 е еден од најголемите случаи на корупција во Европа. Случајот Талир 2 е само потврда за забеганото и криминално владење на челниците на ВМРО-ДПМНЕ под водство на Никола Груевски, а во кое еден од најистакнатите членови и негов заменик на функцијата председател е Христијан Мицковски, како истагнати сегашни партиски функционери Николовски, Мисајловски, Јанушев и останатите. Во периодот од 2012 до 2013 година ВМРО-ДПМНЕ, покрај тоа што е непрофитна организација, спротивно на Законот за финансирање на политички партии, донел одлука да се најде инвеститор да изгради објект кој ќе блеска во раскош и луксус. 200.000 евра пархет, како и 20.000 евра постужалници, со кои се послужува председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Каква забеганост, почитувани граѓани! Во таква криминална постапка ВМРО-ДПМНЕ противправно пријавиле објект и имот на корист од вредност од 132 милиони денари. Подоцна со истите 132 милиони денари се купувал недвижен имот низ цела Македонија на име на партијата, и тоа во Берово, Виница, Кисела Вода, Велес, Радовиш, Штип и замислете и во нашето Кавадарци. Случајот Талир 2 докажува дека ВМРО-ДПМНЕ не е ништо друго освен организирана криминална структура, која сите овие години работи на штета на македонските граѓани, а секој нивен истакнат функционер е осуден или му се суди за сторен криминал. Замислете само колку детски градинки, спортски сали, затворени базени, патишта би се изградиле во замена за раскошот во кој ужива една рака функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Секој криминал треба да се казни, а криминалците треба да завршат во затвор. А ние треба да бидеме генерација која ќе изгради општество во кое ќе се почитуваат законите и ќе владее правото. Бензинска пумпа ДМД Оил.